И започнуваме со интервјуата во денешното издание на Студио 10, веднаш по овој краток преглед на вестите. Во текот на ова издание ќе разговараме како и секој петок за сосема различни теми кои што задржуваат внимание во однос на тоа што секој сака да слушне или да дознае повеќе. Го запозуваме, се разбира, она што си го поставив како цел за оваа сезона и така ќе биде и до крајот и следната недела за повеќе жени наместо мажи во студиото. И токму во ова прво интервју ќе разговараме за кампања која што се однесува на тоа за борбата против насилството врз жените во политиката. Во второто интервју пак ќе зборуваме со славист и автор на речници во однос на она што представува македонски јазик и она што нам ни представува проблем во секојдневието во изминатиот период повеќе од година. И на крајот ќе завршиме со мода и со модна ревија, нешто што таман петокот ќе ни го подготви за викендот кој што следува. Одиме со првото интервју и со една прекрасна жена во студиото, која што исклучително е посветена во изминатите, нема да кажам колку години, но многу години, на работата, особено на жените во политиката, особено на истражувањата на се она што ги поврзува жените со политиката, и поводот за гостувањето е за кампањата за борбата против насилството на жените врз жените во политиката, и заедно со мене програмската директорка во Националниот демократски институт од Македонија, Александра Цветковска, е во студиото да разговараме токму за оваа кампања и за многу други теми поврзани со ова. Александра, добро утро, добре дојде. Добро утро и добре ве најдов. Навистина ти благодарам за прекрасниот вовед. Морав да ги избегнам и годините, реков тоа да не кажувам, иако да ви кажам, доби признание во својата организација во однос на посветено работење толку долго време. Кажи ми, Александра, кога може на ти да преминам во текот, да. Слободно. Кога толку долго човек е посветен на работа во еден сектор, особено кога станува прашање за многу значаен сегмент, а тоа е жени во политика, што може би жените во нашето општество и во изминатите 30 години од осамостојувањето наваму се соочуваат со сериозни стереотипи и проблеми на работното место, и тоа ќе го разговараме во текот на тие вокабулари кои што се користат, кои генерално општеството наше ги смета за многу немалициозни, но сепак остануваат како такви. Но ме интересира, после 20 години, сметаш ли дека ние имаме тргнато напред, дека сите напори и вложувања кои што се направени не само од тебе, туку и сите оние кои работат во оваа сфера, придонеле за подобрување и покрај тоа што имаме простор за дополнително унапредување? Да, Огнен, да бидам искрена, 20 години не се малку. Морам да признаам дека на почетокот можеби не бев до толку посветена на темата на областа жени во политика. Тоа особено го работам во последните 10 години. И да одговорам на твоето прашање, да, иако имаме уште многу за работа, сепак мислам дека многу е постигнато. Некогаш и јас доаѓам во ситуација да се запрашам, па дали вреди сето ова што го работам, дали вреди за сите живци, за сите нервози и така натака. Меѓутоа, кога ќе видам 2-3 политичарки од различни политички партии, кои што или заедно организираат настан, или си се поддржуваат на друг организиран настан, велам и како вреди. Тоа е поместувањето кое што го имаме постигнато во годиниве. Има многу потреба од уште повеќе солидарност, но таа заедничка меѓупартиска соработка на жените во политика и како очигледна. Тоа секогаш ми било фасцинантно, морам да признам, затоа што ретко се наоѓа можност, како што и спомена, да ги соберете политичките спротиставени страни на едно место и при тоа, да, како што кажа, и да се поддржувате. Еве последно на настанот кој што го имавте на 30 јуни, тоа беше и очигледно каде гледате оние кои што, условно речено народски кажано, се колат во собрание, овде ги имате на едно место за иста кауза. Дали тоа го чувствувате како еден успех и како еден момент каде што без разлика на сепак може да се постигне не само диалог,
туку и наспроти диалогот, дури и поврзување и заедно делување. Да. И тоа стојам за тоа што ќе го кажам и сосема се согласувам што го кажа. Диалогот е почеток, потоа оди заедничкото делување, а јас ќе речам дека мислам дека сме постигнали и нешто плюс. Односно, се повеќе сум сведок каде што жените, политичарките ќе седнат на иста маса и веќе не разговараат само за работи кои што им се заеднички или заеднички каузи кои што ги работат, неко седнуваат на иста маса, зборуваат и за чувствителни теми, ама го прават тоа со почит. Го прават тоа со активно слушање, со едно меѓусебно разбирање. Не секогаш се согласуваат, имаат собствени црвени линии, ама се повеќе работат и разговараат и на теми кои што се навистина чувствителни. Така, Александра, во однос на кампањата која што е започната, тоа е можеби еден дел кој што кога зборуваме за насилство врз жените, бидејќи во оваа емисија и во многу други емисии сум отварал теми многу поврзани со состојбата на жената и затоа и сум си поставил цел дека во емисија ќе гледам да имам повеќе жени процентуално од мажи. Ама никогаш можеби не сум размислувал толку до делот на жени во политика, насилството на жените врз жените во политиката. Какви форми препознаваме за насилство врз жени во политика? Ако може пред да преминам кон одговор на прашањето, сакам само да ти честитам на твојата одлука да покануваш се повеќе и повеќе жени како гостинки во емисијата. Еден си од ретките. За жал се уште гледаме панели со само мажи или евентуално една жена. Да, колку да разбиеме монотонија. Да, жени има и многу повеќе експертки отколку што сите ние знаеме. А зошто жени во политика? Долги години работиме со политичките партии, со Собранието на Република Северна Македонија, со форумите на жени, со форумите, организациите и униите на жени на политичките партии. И она што го имаме забележано и јас лично, меѓутоа и моите колешки и колеги во Индија, е тоа дека жените се навистина изложени на многу форми на насилство. Имаме активности од други организации кои што се однесуваат на општо на родово базираното насилство и семејното насилство, но со оглед на тоа што работиме ние со жени во политика, рековме дека навистина дојдено е време да се зафатиме со оваа тема. Долги години ги слушаме нашите колешки политичарки како зборуваат за сето она што го имаат доживеано, и рековме доста е, заедно сега, секако со поддршка на Шведската агенција за меѓународна развојна поддршка, мораме да се зафатиме со оваа горлива тема и конечно и јасно и гласно да проговориме за насилството врз жените во политиката. Во однос на формите има многу. Додека го правевме истражувањето кое што го спомена на почетокот, ние всушност видовме дека самите политичарки па и политичари не распознаваат што е се насилство. Тие мислат дека тоа се работи за физичко насилство. Не. Да, затоа ќе прашав, бидејќи на останато, ако не е физичко, тогаш и веројатноста да не е препознатливо е многу голема. Така е. Меѓутоа имаме психичко насилство, имаме мобинг, имаме емоционално насилство, имаме дури се спомна и сексуалното вознемирување. Говорот на омраза е најзастапен. Говорот на омраза дури и не само вака во некои разговори меѓусебни, туку и на социјалните медиуми. А социјалните медиуми не се ни регулирани со законот. Значи на социјалните медиуми може да помине, ама баш се, за жал. Кога зборуваме, например, за тие психички, да речеме, малтретирање. Тука мислам дека и многу е важно да се спомене тоа што ние го сметаме како нормален начин на комуникација, особено
кога гледате не само можеби во политиката, туку бидејќи темата ни е таа, на тоа ќе се насочиме, но и во бизнисот и во слични сегменти на раководни позиции, каде што на жените им се вели, седи си ти дома, гледај си кујната, нема што да се занимаваш со политика, или имавте исто така пораки кои што ги истакнавте, знам тебе кој ти чија швалерка си и слични работи, ама тоа се некако можеби луѓе да ќе рече, па добро се зафркавам. Да, многу најчесто така е најчесто тоа се подразбира. Да. Па се зафркаваме, па ти сега молим те што си запнала само со жените во политика и па се вреѓаат и мажите во политика. Да. Има многу, јас си вчера се зафатив на социјалните медиуми да објаснувам. Да, има навреди кон мажите, не викам не. Меѓутоа, кај нас стереотипот почнува од мали нос. Токму со кампањата, кога ги видовме сите тие пораки, чија швалерка си, па лечи си ги фрустрациите на друго место, па ја жена ли ќе слушам? Ај не туку биди хистерична. Да, ај не туку биди хистерична. Значи, тоа почнува од почетокот. Или не плачи како женско. Не плачи како женско. Да, тоа е значи, најстандардната приказна кај нас. Ние дури и сите тие, и ќе речем и поговорки, некои од поговорките сме се соочувале со нив и сме ги среќавале од мали нос. И затоа е многу тешко подоцна и да ги разбиеме тие стереотипи кога ќе бидеме веќе 20, 30, 40 години и кога ќе сакаме нели да постигнеме некаква родова еднаквост во државата. Јас вчера се, како што спомнав, се зафатив и мажите во политиката се навредувани, не викам не. Ама никогаш, барем јас многу ретко, дури не се ни сеќавам кога сум сретнала, дека мажите се навредувани или се оговарани или се навредувани во однос на тоа како е облечена, како е облечен, каде бил синоќа вечер, со кого бил, па со кого имал ручек, дали имал бели влакна во косата, па и така натака. Жената, за жал, најчесто е критикувана за нејзиниот физички изглед, не за содржината која што ја зборува. А имаме и такако многу да кажем. Дури и кога доаѓаме во ситуации каде се зборуваат исклучително сериозни работи, за исклучително сериозни прашања, повторно да речеме се гледа тоа како изгледа жената, пред се и над се, а потоа можеби ќе се разгледува и содржината на... Или пак ако не ви се допаѓа тоа што е кажано, тогаш се удира на другата страна. Баш тоа го забележав сега со изјавата на државната секретарка на Португалија за европски прашања, со оглед на тоа дека нам реално и не само што не ни се допаѓа, туку воопшто не ни оди ни во прилог во ситуацијата во која што се наоѓаме, и коментарите по социјалните мрежи беа исклучиво за нејзиниот физички изглед, наспроти тоа што е кажано или како да се суспие тоа. Ваквото искуство го сподели во одреден сегмент и министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, која што беше дел од настанот, и предлагам во продолжение да го проследиме нејзиниот говор и ќе се вратиме во студиото. Насилството врз жените како негативна општествена појава е наша реалност. Од насилство не се поштедени ниту жените во политиката. И покрај тоа што се наоѓаат на позиции како креатори на политики и носители на одлуки, жените сепак се жртви. И затоа ние, жените политичарки, треба да ја предводиме битката против секој облик на насилство врз жените. Насилството врз жените не препознава политичка партија, религиска определба, етничка припадност, место на живење, град или село. Затоа ова е прашање кој ги обединува сите жени кои влегле во политиката на било кое ниво. Женски форуми, локални совети, политички партии, пратенички, министерки. Преку личното искуство, одговорно тврдам дека секоја од нас барем еднаш во својата политичка кариера искусила некаков облик на насилство. И никогаш не е лесно да се биде жртва. Жените политичарки прво се гледаат како женски објект. Дали е згодна или е дебела? Дали е деколтето длабоко, а здолништето кратко? Дали има предизвикувачки црвен кармин или надоградба на ноктите? Наместо да се слуша и гледа што говори,
за што се залага, кого застапува и колку е успешна. И затоа притисокот врз жените во политиката е далеку поголем од притисокот врз мажите. Успех на маж е прифатлив, но не и на жена. И токму затоа со задоволство прифатив да бидам дел од кампањата заокружи не, затоа што само заедно, само обединети, можеме да ги менуваме работите на подобро. И во овој момент ни требаат квоти, затоа што само на тој начин ќе не има повеќе. Но тоа не е доволно. И тие што сме во политиката треба да искористиме својата позиција и да бидеме гласни, да бидеме храбри, упорни и работите да ги кажуваме без ракавици со вистинското име. Треба да се спротиставиме на секој обид на насилство како да ни се случува на нас. Треба да бидеме солидарни и заеднички да ги осудуваме насилниците. Само ако сме единствени и обединети, независно од политичката партија од која доаѓаме, нашата сила ќе биде незапирлива. Ќе ги руши сите стереотипи и ќе го движи општеството напред. За ова имаме и законска основа. Донесовме 2 нови закони. Законот за превенција и заштита од дискриминација, но уште позначајно е Законот за заштита од насилство врз жените и семејно насилство. Овие закони се уште повредни за нас како општество, затоа што зад нив застана и власта и опозицијата. Но застана пред се жените од сите политички партии, затоа што ова се теми кои ги обединуваат пред се жените и кои носат придобивка за жените. Како што се обединивме за овие 2 закони, ги повикувам и апелирам до сите жени политичарки да се спротистават при носењето на одлуки кои го ставаат партискиот над женскиот интерес. Само на тој начин ќе регрутираме и ќе мотивираме поголем број на жени да ни се придружат. Работиме на уште едно многу значајно законско решение, а тоа е Законот за родова еднаквост. Законот треба да создаде услови за еднакви можности, еднаков пристап до ресурси, еднакво учество на мажите и жените во приватниот, јавниот, но и во политичкиот живот. Ајде да создадеме амбиент во кој вест за жена во политика е изработка на добар закон, квалитетна реплика, телевизиски дуел, програма на жена кандидатка за градоначалничка, а не нејзиниот физички изглед. Насилството не смее да биде ничи избор, затоа што насилството не може да донесе ништо добро за никого, ниту за политичкиот напредок на нашата држава. И затоа ова онлайн петиција против насилство врз жените во политиката има големо значење. Се наоѓаме во период пред локални избори, пред изборна кампања, кога насилството врз жените во политичките партии според последните изражувања е највисоко, дури 47%. Без разлика која жена ќе ја предложиме, без разлика за која жена ќе гласаме, сите да заокружиме не за насилството врз жените во политиката. Сакам да изразам благодарност до Шведската агенција за меѓународна развојна поддршка и Шведската амбасада за поддршка на проектот Women Lead, унапредување на родовата еднаквост преку политичко учество на жените, како и за севкупната поддршка за унапредување на родовата еднаквост во Република Северна Македонија. Исто така, големо благодарам и до NDI, Националниот демократски институт во нашата земја, како партнер и поддржувач на жените, низ чии школи поминале многу жени политичарки, градејќи се себе како лидерки. NDI ви благодарам за она што го научив од вас, движејќи се кон позицијата на која денес се наоѓам. Ви благодарам. Да, додека го слушавме дел говорот, дел додека си разговаравме околу говорот, Александра повторно рече, браво Јагода. Да. А не го слушаш прв пат, ниту го чуи? Не, да. Не, го прочитав јас и пред да го изговори, секако организиравме и превод да биде секако што треба на настанот, меѓутоа и додека ја слушав на настанот, и денеска ги препознав емоциите кај Јагода. Тоа е нешто што на некој начин ги прави малку политичарките и поразлични од
политичарите, вклучуваат емоции. Емоциите се многу битни. Со Јагода имам соработувано уште додека беше пратеничка. Долго години се бори во собранието и не само за така наречени женски теми, на сите теми, беше една од лидерките, односно пратеничките кои што водеа во собранието. Истакна на самиот говор, истакна многу активност, многу елементи кои што сите ние сакаме и да ги чуеме, а и сакаме да ги видиме на некој начин подобрени, а една од тие беше и солидарноста, женската солидарност. Значи, жена кога ќе добие функција, кога ќе заслужи функција, кога ќе биде поставена, избрана на функција, не смее да заборави на сите тие елементи кои што ја прават жена и не смее да заборави на другите жени. Да, оно што го кажа и министерката во говорот точно. Александра, сега ми падна на памет едно прашање да те навратам малку на пред 10 години. Кога започна да работиш со жените во политиката и веројатно си дошла и во комуникација со многу и од мажите во политиката. А лично ти, например, перцепцијата кон тебе сега, еве, дојде сега жена, ќе ни кажува овде ние како да се однесуваме со жените, со колешките, си знаеме ние, си ги почитуваме колешките, повелете по убавиот пол, по нежниот пол, дамите имаат предност и така натаму, многу сте убава колешке, седнете во прв ред да ни го разубавите редот и така натаму, тоа се генерално од луѓе кои што ги сметаме за висока елита во политика. Да. Не само што ми се имаат и мене случано затоа и те навратив на назад, меѓутоа и се уште се случуваат и кон другите жени. Верувам дека и самите тие можеби и не се доволно родово сензитивизирани и работиме на тоа. Многу често и политичарите не знаат дека прават нешто што не е добро, што не е правилно, токму заради оние родови стереотипи што ги носиме ние од детството. Значи, треба да се работи од мали носи. Јас сум застанала пред цела соба мажи и сум зборувала за однесувањето фер и за кодекс на однесување за слободни и фер избори. И да знаете, ме слушаа. Значи, не е дека немаат потенцијал да прифатат и жена како зборува. Имаат потенцијал. Да, тоа е сосема во нова што го разговараме, значи зборуваме за нешто што... Да. Значи, има потенцијал и треба се повеќе и повеќе да се работи на тоа. Истражувањето кое што го направивме минатата година со 10 политички партии, кога имавме состаноци да ги презентираме на одите од истражувањето пред партиските раководства, покажаа дека самите раководства и не се до толку запознаени со сето она што се случува во однос на насилството врз жените во нивните политички партии и мислам дека почнуваме една заедно со раководствата и со женските ограници на политичките партии, навистина почнуваме една борба, ќе ја кажам борба, едноставно, за да ја подобриме родовата еднаквост во сите политички партии. Првично ќе почнеме со тие 9 кои што ни се вклучени во проектот Women Lead, унапредување на родовата еднаквост преку политичкото учество на жените. Оваа кампања, впрочем, истражувањето е дел од тоа, така? Кампањата да, а истражувањето е всушност направено минатата година со финансиска поддршка од УСАИД, односно преку механизмот на ЦЕПС, и е на некој начин како бейзлайн земено за новиот проект кој што е финансиран од страна на шведската агенција за меѓународна развојна поддршка СИДА. И навистина сакам кога се надополнуваат или се надоградуваат извинете. Не, нема проблем. Мора за состаноци тоа, да беше, да речеме 14 часот, ке ти речев за ефтина струја, бидејќи мене така ми е наместено дома. Ова се состаноци не си ни прва ни последна, верувај, мојот телефон и цвонел.
Добро, Среќа, твојот аларм е супер, мојот е со Тина Тарнер. Па може треба да го сменам, има добри песни, има и Тина Тарнер. Нема проблем. Значи сакам кога ќе видам дека донаторите некако се надоградуваат на своите активности, така добиваме шанси да постигнеме повеќе. И само да споменам дека од 2019 година во септември направивме недела на родова еднаквост и женски права. И токму таму направивме еден огромен исчекор и организиравме панел дискусија за улогата на мажите во родовата еднаквост. И токму таа панел дискусија ни ја даде идејата за новиот проект Women Lead. Од таму почнавме, затоа што веруваме дека борбата за родова еднаквост не треба да е само женска борба, таа е борба рамноправна и на мажите и на жените. И така ќе тераме. Мислам дека соодветно баш во тој дел се сеќавам, имавте и еден малечок дел каде што и нас новинари и уредници не вклучивте мажите во Men Must Do More, односно мажите мора да сторат повеќе во однос на тоа. Фини маски, морам да признам, имавме за носење, освен за тие што народски кажано сме главучи, нас не собираа многу. Ама добро, ќе имате наум за следниот пат. Имаме различни величини, Огнени, фала ти многу што и јавно ја поддржа таа кампања. Морам да признаам, таа кампања е дел од нашата централа во Вашингтон, но со оглед на тоа што, како што споменав, во моментов имаме и огромен проект за една рамноправна борба за постигнување родова еднаквост. Навистина сакавме да направиме бум и тука. И направивме, особено со мажите како тебе. Да, има многу жени ја поддржаа кампањата, но многу сум радосна што и многу од политичарите и новинарите ја поддржаа таа кампања. Александра, во однос кога сме кај поддршките, тоа ни е многу важно. Како луѓето, например, што не следат сега, можат да се вклучат, да речеме, во оваа ваша кампања? Најпрво, ќе имаме веб страница, веб портал, nezanasilstvo.mk. Таму, освен... Мислам дека и фан страницата на Фейсбук. И фан страницата на Фейсбук. На фан страницата секако Фейсбук кај нас многу распространет и секако ќе имаат многу можност да ги видат сите можни активности од кампањата, а не сакам да зборувам многу за активностите, пошто сакам и изненадување да... Добро, ќе оставиме за следно гостување. Заради тоа што ќе има многу интересни активности, навистина сакаме да биде модерна, но и провокативна кампањата. Значи на Фейсбук секако ќе може да ги следат сите можни содржини, но на веб порталот nezanasilstvo.mk има и онлайн петиција, каде што со своето име, презиме и имейл адреса може да ја подпишат петицијата. Целта ни е навистина да ја распространиме таа петиција и да видиме реално со колкава поддршка располагаме, а инаку и Фейсбук страницата секако се вика Незанасилство. Одлично, во тој дел се радувам што сте посветиле внимание. Ова е одлепувањето на тие вокабулари што ние мажите ги сметаме за непроблематични, но оставаат веројатно исклучително трајни последици во развојот, во личниот развој кај жените, особено во политиката. Веројатно искуствата тоа ви го покажале. Токму така, и јас всушност мислам дека токму заради реалноста и вистинитоста на сите овие, ќе ги кажам, навреди, имавме огромен успех и огромно внимание кренавме со тизерот, со оној прв спот кој што анонимно одеше на социјалните медиуми. Значи, имаше над 100 споделувања само на Фейсбук. И најчесто во позитивна смисла, но и самиот тој тизер предизвика и негативни активности, као ти ли ќе ми кажуваш, ти ли ќе ми солиш памет. Меѓутоа, знаете што, во тој тизер се најдоа и жените кои што ги имаат лично преживеано тие навреди и оние кои што ги искажуваат тие навреди, тоа ни беше поентата. Се надевам дека ќе имаме што повеќе такви
такви содржини на кампањата, заради тоа што со тоа се крива свеста, едноставно. Мора да се разговара за кампањата, мора да се зборува за проблемот, за да можеме понатака нели да делуваме. Веб порталот е се уште трпи промени, односно го храниме со содржина, ќе има дури едукативни содржини, за да може самите граѓани да видат што е се насилство, затоа што верувам ми Огнен, дури после 10 години работа со жени, дури и самите жени на обука, имавме една обука пред пандемијата, имавме една сесија токму за насилство вржени во политика, самите тие не може да објаснат што е се насилство. Мораме да работиме на кривање на свеста за проблемот, но и на едукација во однос на насилството вржените во политиката. Тебе сега јас свака ќе им покажам на гледачите, значи одите на веб страницата nezanasilstvo.mk, ова е првото што ви се отвора, и горе можете да си одберете или горе да притиснете на петиција или скроз надолу да одите со глувчето и тука да направите едно подпишување. Овде мислам дека мене ми се стандардни ставени. Да видиме само уште презимето. Јас си чував за на емисија, затоа нека и не ја подпишав, бидејќи така ми беше и планирано. И овде одите само вака. Так. И готово. Толку. Тоа е тоа. Фала, Огнен. Фала на поддршката. Мораше така да ја завршиме емисијата. Одлично. Најсоодветно. Одлично. Дали има нешто што не те прашав, а треба да биде споделено? Па, едноставно да издржиме. Летни, жешки месеци предстојуваат, жешки избори предстојуваат. Бога ми да. Ќе имаме многу активности. Се надевам дека ќе бидат, ќе ја постигнат целта нашите активности и секако ја очекуваме постојано твојата поддршка. Договорено. Благодарам многу, Александра, за гостувањето, за издвоеното време, тоа што ни беше прва гостинка во ова издание во веќе летниве утра, кои што се исто како и пладневни, така што се гледаме. Со успех. Фала многу, се гледаме.